Еве ги нашите шампиони, што туку ги гледаме тука низ центарот на Берово, низ Берово. Еве ги прваците на Берово, на Малеш, кои што освоија прво место во детската Лига Исток и нивниот тренер Боко е тука. Уште еден легенда тренер, професор, еве накратко да ни кажете, со младите шампиони сте низ Берово, навистина голем успех. Ацко! Ајде да ни кажете нешто еве за вашиот успех. Еве, ова е, може би за Берово да кажам, необична работа, пошто Берово неколку децении е подзаспано, да не кажам, по сите основи, по спортскиот основ. Сплет на околности, тоа се деца млади, наши деца, на наши граѓани, воспитани деца, кои ја избраа спортската дејност за нивна сфера, се препознаваат во нејзе и на општо задоволство, посебно на нас, на децата и на родителите, го освоивме првото место во лигата и го потврдивме пред неколку дена на регионалниот Final Four. Две групации, 2013 и 2015 го освоивме првото место и сега идеме од школото и одиме на прием кај градоначалникот да видиме што ќе каже општествено-политичкиот фактор. Дали не препознава како движичка сила или не. Доколку не ја препознава и тоа што го сакаме, тоа ќе го оставиме и да видиме кај ќе се движат работите понатаму. Доколку тоа биде соодветно препознаено, ние ќе имаме обврска и ќе дадеме уште повеќе за да може да ги воспитуваме, да ги канализираме децата во правата насока, исто така поред спорт, истите да израстат утре и други ден во квалитетни граѓани на кои ќе се поноси Берово и Републиката. Професоре, вие еве како тренер, долгогодишен тренер, да ни кажете што да очекуваме во следниот период од овие дечиња, ќе се надпреваруваат понатаму, продолжуваат? Многу кратко, доколку најдеме заеднички јазик со општествено-политичкиот фактор. Децата си плаќаат чланарина, значи мораме да сме транспарентни, си плаќаат чланарина за оноа што го тренираат, али секако дека црпеме известни средства и од буџетот и тоа треба на соодветен начин да биде прераспределено по различни основи. Таму има во организација на поставеноста на работите на ниво на собрание, распределба на средствата и дел од истите идат од буџетот, од локалниот буџет идат во сферата на спорт. Ние сме посебна групација која ќе бараме да имаме исклучително дел од колачето буџетско, која ќе биде само за таа категорија. И доколку се воспоставиме така како треба, на цивилизиран начин и да знаеме со кои средства работиме, односно обстоиме, екзистираме. Ако не се доволни, ќе најдеме начин како други средства преку спонзорство или така натамо, пошто веќе добар дел од граѓаните и бизнис секторот го препознаваат таа како движечка сила. Не е страшно, само треба да се сака, да се знае, а граѓаните сигурно го гледаат тоа и се нудат веќе. На нас е првата адреса локалната самоуправа. Доколку таа не го види тоа позитивно, во тој случај ние ќе заземеме друга стратегија. Благодарност, ги почитуваме сите, али го почитуваме и нашиот труд и сакаме да ги воздигнеме децата на повисоко ниво, а и граѓаните во крајната инстанца и средината. Во петок одиме на републичко ниво, на финален турнир, двете категории од цела република. Значи, две категории водиме меѓу 8-10 екипи најдобри во републиката и тамо ќе биде фешта. Одиме да се прошетаме, одиме децата да ги дружиме, да се социализираат, а во крајната линија во овој момент не е спортскиот успех, пошто да не кажам, не сме доволно конкурентни за другите средини, пошто малце деца кооптираме, али и тоа што е за источниот регион сме мајстори. Ви благодариме многу, навистина голем успех и честитки во иднина за уште поголеми успеси. Благодарам. Еве ги нашите шампиони тука. Ќе викнеме пред собранието, тамо ќе го снимаш. Пред собранието ќе викнеме една минута. Еве ги нашите шампиони. Генерација 2013 и 2015. Навистина голем успех за нашиот град, за Малешевијата, со освојување на првото место во детската лига. Еве ги со пехарот одат на
разговори на прием кај градоначалникот Пекерски, па се надеваме дека и општината и самиот градоначалник ќе излезе во ќе го поздрави овој успех секако и ќе има добра соработка за понатамошен развој на овие деца и помош од општината. Yeah.